исклучително важен дел од македонската култура и уметност е македонското народно творештво, еден од нашите главни белези. Уште од древни времиња се негува како усно предание, а за прв пат се појавува во книжевноста за време на природбата кон средината на 19 век. Љубовни, обредни, религиски, митолошки и печалбарски песни, сите тие се сведоштво и белег на еден народ и едно време. Во светот на етномузиката, Македонија се нарекува ритмичко срце на Балканот, со својот амалгамски ритам, односно ритми кои се спој на веќе постоечки такти, за да се добијат 7/8, па дури и 22/8 такт во танците. Гласот како инструмент е многу важен во оваа музика, секако во која тој е повишен за 2 интервали, како заем од отоманската музика, збогатен со брзи премини и украси. Мелизмите и орнаментацијата се карактеристични за овој силен, грлен глас, често користен во македонската народна песна. Незиниот глас е глас на Славеј. Ги има епитетите бисерно грло, славеот на македонската естрада, амбасадорот на македонската народна песна. Вечерва со нас Сузана Спасовска. Сузана, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Навистина ми е чест да те поканам. Еве од, да речем, од народната музика си прва и како единствена и наша главна представничка на македонската народна песна, сакав да бидеш моја прва гостинка. Почестена сум, благодарам. Споменав, видов дека изреагира на ритмите за оној, нели, 7/8, 22/8, 22/8 такт и за гласот кој што е повишен. Јас читав за гласот дека во македонската музика е повишен. Како да го објасниме тоа на гледачите, дека пеете малку повисоко од оние, нели, вели на втора дека пеете, на втор степен? Не знам, јас знам дека уште од малечка кога пее во хорот, кај Запров, тој ми кажуваше дека навистина имам многу висок сопран, тоа е прв сопран, со кој што можам да опфатам и некои моменти кои што се малку повисоки, нели, во самата изведба на народната песна. Инаку, мислам дека народната песна е толку едноставна, а е сложена. Значи, Токму поради тоа е сложена. Сложена е за пеење, бидејќи во македонската песна треба да внимавате да не ставите повеќе украси од што треба, нели, да сето тоа да си е избалансирано. И токму затоа можеби толку бргу допира нашата македонска песна дури и до странците кои што не го разбираат јазикот, но самата музика допира до нив, бидејќи е сложена, а многу едноставна. Така најбрзо може, нели, да се допре до публиката. Да. И можам да кажам дека јас кога зборувам, велат дека зборувам како алт, а сушност пеам како многу висок сопран. Истото ќе кажам, кога голем зборуваш, распон. Е сосема поинаку твојот говор од тоа што те слушаме кога пееш. Да, вообичаено кога ќе ме слушнат и на телефон, велат да не си нешто болна. Не велам, не сум болна, јас така говорам. Ама ете, кога пеам, некако Бог ми го отвара грлото и тој инструмент си пее така како што треба да пее. Така како што треба, точно така. Да. Точно, македонската традиционална песна не е со премногу украси, и ги нема сите оние трилери што луѓето мислат дека треба да ги додадат. Нели се менува, а не треба. Па сето тоа си има некои своји рамки, нели? Да, канони кои што нешто што треба негде да се додаде, да речеме во изворната, нели, тоа нешто кој ќе се додаде, веќе тоа кажува дека таа е изворна песна. Инаку имаме и убави народни песни кои што имаат автори, но се обнародени, а имаат автори бидејќи некој морало да ги направи, нели? Так. Но во она време, кога јас почнував и пред моето време, значи, во македонската телевизија кога се снимале песните, не дозволувале да се потпишат авторите, туку ги запишувале како народни песни. А инаку секоја народна песна има автор. Си има свој автор. Да, како што една македонско девојче која што е
премногу популарна и во светот, таа си има автор, тоа е Јонче Христовски. Така. Да почнеме од твоите најрани денови музички, да кажеме. Спомена дека си пеела во хорот на Запров. Првично во училишниот хор пееше како сите деца, нели? Прво пеев на 2 годишна возраст. Пеев во самопослугата каде што мајка ми пазаруваше. И таму ќе ме качеле на тој делот кај што е за производите, на кај касата, и викале ајде да пее, да запееш една песна. И јас ќе запеам песна, и тоа ја пеев песната Море што ти текна, што побегна. Дали свекарва не бендиса. Мислам 2 годишно дете. Но јас таа песна сум ја слушала кога мајка ми шиеше и си пеела, нели? Си пеела некои песни, мене таа ми влегла во уво. И ја пеев таа песна и ми даваа бомбончиња, ми даваа парички. Значи јас уште од тогаш сум почнала да заработувам за леп. За еден леп. Така да многу интересно. Потоа во училишниот хор учителката ми даваше песнички да пеам. Потоа веќе кога бев во училишниот хор и во хорот Развигорче, веќе почнав да ја разбирам се повеќе музиката и да ја делам на убава и неубава. Уште од раните години многу ја сакав класиката. Јас исто како и вие многу ја сакав Травијата. Да, мене таа ми е нешто. Не знам, јас во времето на основно училиште и средно јас ја знаев наизуст. Сега сум ја позаборавила секако. Но значи хоровите направија кај мене еден развиток и во гласот и во самото однесување, значи во дисциплината, одговорноста. Мислам дека ако не бев во тие хорови кај Запро, дека немаше дотолку да научам што е дисциплина, што значи да си одговорен човек, што значи да си секогаш на време, дури и пред време, што значи да тежнееш кон успехот, но не да навалуваш, туку полека да најдеш начин како да дојдеш до целта. Тивка река брег, Рони, така. Јас исто пеев во Пионерски дом Карпош хорот. Исто и во Пионерски, да. И знам колку беше убаво. Кај Томче пеев јас, не знам предходно кој бил. Јас пред тоа, да. Таму. И имам еден убав спомен. Освен тоа време поминато во Пионерскиот дом Карпош, имам спомен еднаш, не знам точно каде бевме, дали некаде во Белгија или Данска, и јас ја облеков носијата, Мариовската носија, за да отпеам некоја песна. И замислете, после толку години, мојата прва носија во танец, која што ја носев, беше токму таа носија. Да. Ето е навистина. Да. Демек, случајно, нема ништо случајно. Да. И толку посакував тогаш кога ја облеков таа носија, посакував да бидам дел од танец. Ке споменеме за твојата работа во танец, да, во еден од нели најубавите наши национални установи. Ама твоите музички почетоци се сосема друго од она луѓето што те познаваат. Пееше во Калиопи групата, претпоставам во Кали и во Макакус. Да, но тоа беа само кратки моменти. Ама се слуша многу јако вокалот твој во Девица, песната од Макакус. Луѓето ако ја чујат ќе видат колку доминира твојот вокал таму. И од забавната реши сепак да преминеш на народната песна. Па јас сосема случајно мислам дека беше тоа, кога дури сосила ме натера во домот на младите, одев на концерти, секојдневно се дружевме како млади луѓе, и во тој период, додека одев и на хор, излегувам од пробата на хор и во ходникот ме среќаваат едни вака познаници и ми велат дојди до Гоце Делчев, имаме проба и Сирма има проба. Реков, ама што ќе правам таму? Јас да си одам. Не, ќе влезеш да видиш што работиме. И влегов, Сирма имаше проба и културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Така, убаво ми дојде, убава музика, пријатна звувото, девојките од Сирма пеат, леле, реков, колку убаво, па и јас би можела оваква песна да пеам.
И Ѓорги Димчевски ми вели, кој што го водеше, нели, ја водеше пеачката група Сирма, и ми вели, ако имаш желба да запееш народна песна, повели, за тебе има место во Сирма. И јас реков, веднаш да. Сакам, бидејќи јас сакам да истражувам и од малечка сум така. Музиката, тоа е најбитно. Да, ја сакам музиката, но и сакам да истражувам, значи не сакам да стојам само на едно исто место, туку сакам секојдневно нешто ново да научам. И така јас почнав во Сирма, станав и солист после тоа. Имавме многу настапи, се запознав многу повеќе со народната песна и ми стана многу драга. Да, убава е, милува македонската ми песна. стана. Студентско лето во Магла и 87-ма, да се вратиме Босна и Херцеговина. Мојот прв фестивалски настап. Така, твојот прв фестивалски, потоа следи она што беше на времето најдобриот фестивал во Македонија за народна песна, Валандово. Валандово, секако. Валандово 88. Да. Јас се сеќавам многу баво на Чудна судба, на Кога љубим. Чудна судба беше од од Цветници. Фолк хит, како се Цветници. Цветници мислам дека, или имаше уште еден. Или фолк хит беше. Фолк. Не знам точно сега, но но Кога љубим мома млада беше на Валандово. Стојане сто те убиле. За младоста се тагува. Во Стариот крај, мојата прва песна на Валандово во 88 година, која што веднаш стана хит во Австралија и јас заминав веднаш на турнеја во Австралија. Да. Важни се за вас турнеите, беа важни, нели, затоа што се промовира музиката? Важни се бидејќи многу македонци живеат надвор од Македонија. Ја сакаат македонската песна, ја имаат таа носталгија во душата и сакаат да слушаат македонска песна, но не само да слушаат, туку да ги гледаат и нашите пејачи. Таму се одржуваат, на времето се одржуваа македонски забави, сега веќе гледам дека има и балкански, значи не исклучиво македонска песна, туку измешано. Тогаш се пееше исклучиво македонска песна, луѓето многу ја чувствуваа, посебно патриотските теми, бидејќи ги враќаа назад во своето родно место, преку песната и преку играта. Едва го чекаа моментот да дојде некој од пеачите. Јас сум била во Австралија 22 пати. Да, значи 2 години во тие 22 пати, секоја година поеднаш, но 2 години на 6 месеци сум била. И така да почнува луѓето што знаеа дека одам често во Австралија, ми велеа, ти Австралија си ја направи како до Кавадарци или до Велес. Да. Да, ама тука во соседството. Да. И многу пати ме барале повторно, а и сега, но ета не се нашол момент за да се договориме и да отидам кај нашите македонци, но имам многу пријатели таму, прекрасни луѓе кои што со години живеат таму. Но сега е полесно, нели? Порано било тешко кога се патувало, кога Васка Илиева патувала со брод. Да. Додека да стигне, додека да се врати. Поминала пола година. Па и писмата порано, нели? Така, стигнувале подоцна, а сега веќе можеме со интернетот да бидеме блиску до нашите македонци и мислам дека сега и таа носталгија може не е толку голема како што била порано. Да, не е, затоа што секојдневно се гледаат луѓето на камера. Секојдневно да се комуницира. Да. Кога сме кај дигиталната, пред да се вратам на она што зборувавме, да споменеме дека имаш своја дигитална монографија на твојот YouTube канал. Да, и печатена и дигитална монографија. Тоа беше направено во 2016-17 година, кога одбележував 30 години јубилеј на сцената. Беше направена, може да се најде сега на мојот YouTube канал, каде што може да се прегледа. И во неја е поместено се што било до 2017 година, а од 2017 до сега веќе се спрема следната монографија, која што
не знам, за некој јубилеј ќе биде промовирана, меѓутоа не за овој јубилеј сега. Сега ми е, оваа година ми е јубилеј 40 години и ќе го одбележам со различни концерти, бидејќи кај мене, нели, од секогаш не било само по една патека. Јас сум сакала секогаш да правам експерименти и мислам дека ќе како завршеток на годината веројатно ќе биде со еден јубилеен голем концерт, но се уште рано е да се зборува за тоа, бидејќи плановите сега се прават и ќе видиме што точно ќе биде. Колку си различна ќе видиме и низ разговорот, затоа што првично кога спомена Валандово, сакав да прашам како беше за една млада девојка да почне да пее рамо до рамо со една Тина Апостолова, Виолета Томовска, Блага Петреска. Нели тоа беа веќе етаблирани гласови, познати, па и Гоце Николовски. Да. Јас сум пресреќна што бев дел од едно време. Точно. Прекрасно време. Преубаво време. Се почесто во денешно време велиме во едно време не време, значи ова денешново, а тогаш беше едно прекрасно време, каде што јас имав можност како еден млад пејач кој што допрва доаѓа на сцената да музицирам, да одам на концерти, да одам на турнеи со нашите големи легенди. Јас сум била на турнеја со Васка Илиева, Петранка Костадинова, Симеон Гогуловски, Пепи Бавтировски, Јонче Христовски, да не заборавам уште со Сариевски, со многу од нашите доајени, нашите многу значајни личности во македонската музика, кои што донеле толку многу песни во ризницата, што не можеме да ги допееме. Така. Да. Сега пробуваме нешто, нели, да во тој период исто и јас научив од нив многу. Научив дека треба да тргнам по тој пат пред се. Затоа што, нели, во она време кога ќе почнете, се барате кој пат да го фатите, дали овој, дали оној. Се ви се гледа убаво. Заработка има. Како за млад човек тоа е прекрасно. Меѓутоа сепак мора да помислите малку и на она што треба да го оставите за себе, за тие помлади генерации кои што доаѓаат, бидејќи како ја што сум учела од нашите легенди, така овие генерации сега учат од тие кои што во тоа време работевме, значи бевме како еден мост. Зашто ако ние не ги пренесевме тие песни, кои што ги пееа нашите легенди, тие многу стари песни, тие ќе беа заборавени. Токму затоа јас првото моје CD во 94 година со препеани песни го направив за да обновам стари песни кои што многу биле популарни, но беа позаборавени. И таму се најдоа Јано Севдалино. Значи, ја препеав Јано Севдалино. Параходот ми пристигна. Бор садила мома Евгенија. Бил пее. Не си го продавај колјо чифликот. И уште ред други, погледав тоа. Кои што навлегува во таа помлада публика и повторно се обновија и станаа популарни. Токму и Калино моме ја вратити на сцената и стана така со Биоритам и стана хит невиден во тој период. Па јас да речеме Параходот ја пеев на сите мои настапи. Обично, нели, секој сака да оди на настап и да пее нешто весело, нешто ведро и така, меѓутоа јас секој мој настап го почнував со Параходот. И така да ја вратив таа песна во живот, бидејќи јас многу ја сакав. Се она што можам јас да почувствувам, јас сакам да го пренесам на публиката. Валандово, настапот на Валандово, првиот настап, тоа беше нешто многу стресно во мојот живот, во тие почетоци. Јас така облечена како девојченце во една кратка сукничка, нешто сребрено со бело, чинам дека бев, во Стариот крај, песна прекрасна, еден текст убав, една музика. Јас мислам дека, ништо не мислам,
Јас воопшто не се сеќавам на моментот кога сум стапнала на таа сцена. Што било тогаш? Како сум пеела? Што мислам дека само Господ ме водел. Да. Познати беа твоите настапи во 80-ти, нели крајот на 80-тите почнуваш и 90-тите каде што беше позната по екстравагантната облека. Јас можам слободно да кажам дека беше прекурсор или авангардист, значи на нешто што значеше сценски настап и изглед. Прв пат перики, превисоки потпетици, чизми над колена. Првите леќи во боја. Така. Во Македонија. Значи покрона оној твој квалитет на глас. Кога мислеа дека сум направила операција на очите. Да, првите леќи. Не знам, многу работи. Првите трепки во боја, да речеме. Розови. Златни, црвени, не, розови нема. Црвени, точно. Потоа перики црвени, розови, Клеопатра, нели, она фризура. Па не знам уште што не. Тоа беше многу. Да, ама тоа е убаво за да се, нели, бидејќи твојот глас, твоето пење нема потреба од, да речеме, тој момент, ама е убаво да имаме и еден таков момент. Јас сметав како млад човек, ете сум си, нели, секој си има право да си мисли. Секако. И треба да мисли. Сметав дека доколку бидам поразлична, побрзо ќе чекорам во кариерата. И тоа беше точно. Да. Бидејќи ако бев едноставна и иста како сите други, дури и поради гласот, јас ке се претопев во таа средина и немаше можеби никој да ме забележи дотолку. Но сето тоа што го правев со намера. Значи ништо не беше случајно. Веројатно сум така родена и така воспитувана дека треба да правам стратегија во животот. Иако моите родители не биле некои, не знам, големи луѓе кои што можеле да ми помогнат и да ми објаснат некои работи за во естрадата, меѓутоа тие ми дозволиле да работам јас како што мислам. Со тоа што ми помагале во таа патека што сум ја одела. Бидејќи моите мајка и татко никогаш не ми рекле да не пеам. Освен кога требаше да отидам на музичка академија, а тие ми рекоа дека нема да најдам работа со музичка, туку да одам на економски факултет. Тој заврши економски факултет. Да. И никогаш не го употребив. А ако бев на музичка академија, можеби ќе ја исполнев мојата желба да бидам оперска певица. Едно од прашањето во позадина оди Кирија на мојата омилена песна. И мојата омилена. Јас имам многу омилени всушност. Да. Јас имам многу моја Кирија. Ова е едно волшебство од песна кое што по Петранка Костадинова, односно Петранка и ти, мислам, и толку изведби кои што се совршени. А твоето е ангелско пеење. Кога сме кај ангелско пеење, ќе го споменам Тери Рем, иако скокам од тема на тема. Сузана... Да, меѓутоа многу има за... Има многу да зборуваме. Да, за зборувања во овие минути. Се нешто кратко мораме да поминеме низ сето она што се случувало во моите 40 години. Многу има. Да. Мислам дека 3 емисии ќе ни бидат малку да изборуваме се. Да, веројатно, бидејќи е многу материјал. Тери Рем, кој што е збор кој што означува односно црковно... Тери Рем е песна, напев. Да, или древен напев. Така, да. Кажи ни ти. Кој што е всушност една приспивна песна, која што Мајка Богородица му ја пеела на нашиот предвечен Бог, Исус Христос. Ти го сними албумот. Тоа е нешто како нани, кога мајката пее на детето. Да, како приспивна песна. Да. Го сними Тери Рем албумот како твој личен проект и велиш дека се користи сега и во црквите, бидејќи звучи на вистина божествено. Па да, се повеќе го слушам и ми кажуваат луѓето дека се пушта во нашите цркви. Тери Рем е, да, мој проект, поточно Божји проект. Тоа е една Божја промисла, која што ја направив токму заради тоа што, ете, како и се друго што сакам да пренесам, она што го знам, го направив за да
луѓето имаат така на еден поедноставен начин пример од каде што можат да научат напеви кои што се пеат на литургијата. Да кажам, може да има и ова CD има и една образовна нота, а и една тераписка, како да кажам, бидејќи многу луѓе кои што го слушале велат дека им дошло добро на душата, си ја смириле душата и дека повеќе се доближиле до Бога. Тоа е целта на сите нас, да се доближиме што повеќе до Бога, да го имаме тука во срцето. Јас, бидејќи си ги подпевнував песните и на литургија некогаш, а и доста истражував на таа тема. Мене ме интересираат тие древни напеви. Истражував можеби 2-3 години и решив еден ден, едно утро кога станав, решив или Господ реши, верувам, дека тоа што јас го знам и тоа што јас на тој начин знам да го отпеам, можам многу добро да го пренесам на сите други и да им подарам и нив една убавина на луѓето, на публиката. Не само на тие кои што одат во црквите, туку општо. Да, таа музика може да се слуша и дома и за секој човек. Да. И решив ќе го ставам на аудио проект. Кога го ставив на аудио проект, значи јас сум таа што сум финансирала, значи направено е без никаква помош, освен со благослов, искрен благослов од поглаварот наш Стефан, господин Стефан, и од Бога, нели? Го направив тоа, потоа реков зошто да не биде ова уште повеќе доближено од како аудио, меѓутоа и како видео. Јас и моите пријатели, кои што ако не беа, мислам дека можеби немаше тоа така да изгледа, бидејќи Бог ми го прати и мојот консултант на таа тема, бидејќи тоа за мене е малку како да кажам, не е толку комфортна зона, нели? Да, не е нешто поинакво, да, каде што треба сепак да се човек да се консултира на таа тема. И велам, Бог ми го донесе магистер протопсалт Георги Секуловски, кој што ми помогна многу во дилемата дали тие песни што сум ги избрала, дали се добри, дали треба нешто да се додаде, дали да се промени и така. И кој што беше цело време на снимањето до мене, за да нешто ако погрешам или отидам во друга насока да ме насочи точно како треба, и сум му бескрајно благодарна. Исто така и на неговиот црковен клирос Пелагонитиса, со кој што заедно музицираме, одиме, еве и Германија бевме, тука имаме веќе неколку концерти, а имаме во план уште неколку во прекрасните наши православни цркви. И така да, освен тоа што Бог ме направи мене среќна, јас мислам дека ги направи сите оние кои што ќе го слушнат, ќе ги направи среќни и ќе им даде едно смирување на душата, ќе им даде. Во ова брзо време, нели? Да. Каде што живееме на Унисоното во заднина е направено технолошки или го пеат хорови? Го пеат. Да, така? Го пеат црковниот клирос Пелагонитиса го пее. Да. Тоа се исони, исократи, кои што го држат тој равен тон, да, и хармонијата. Така да тоа е направено во едни рамки, од кои што не е излезено ни најмалку, туку е во рамките на тоа како треба да така звучи во сите снимки на... Да, и да биде употребливо за да се пушта во црква. Во Југославија имавме лепа Брена, имавме тебе тука како не сакам споредби. Сузе национале, па слушни, тоа е убава споредба. Да, добро, убава, точно.
ти беше навистина бомба во... Дури имаше една музика, песна покрај нели онаа Джингерлака, мамо Джаро ми е драг. Джингерлака е песна која што е 30 години на сцената. Така. Се уште е популарна и се уште ја пеат и ја бараат на сите семени забави и прослави, не знам. И јас сум навистина пресреќна, бидејќи тоа е една ведра песна, која што дури и децата ја слушаат, не само во моето време, туку и денес, а многу сум уште посреќна кога ќе ме сретнат некои веќе пораснати деца, нели, кои што имаат своји деца и кои ќе ме сретнат, кои ќе ми кажат: Сузана, ние со Джингерлака израснавме. Да. Тоа се генерации веќе. Тоа е, нели? Да. Прекрасно. Тоа е најубавото нешто што може би не е тоа Джингерлака не е така со не е ти верував до крај или не е 100% те убиле, но има своја вредност. Има. И не е толку лесна како што изгледа дека е лесна. Бидејќи гледам дека многу сега луѓето мислат дека лесната музика лесно се пее, напротив, таа е најтешка. Исто како Моцарт што е наједноставена, се свири најтешко. Така, да. Арија рече дека нели не заврши за жал Академија музичка и навистина е жално што не заврши. Да пееш, сакаш некогаш, би пеела? Па јас и на мојот концерт на 30 години јубилеј отпеав една арија од Пучини, О мио бабино каро. И бев навистина наградена со многу голем аплауз од публиката. И чинам дека можам да отпеам некои такви моменти. Но ете, сум се насочила на народната, сум се специализирала за народната песна и таа ми е многу драга. Иако јас многу сум среќна кога ги правам тие излети, бидејќи, како што кажав уште на почетокот, дека јас не сакам само не сакам едно те исто. Значи, животот се состои од промени. И јас сакам да менувам. Секако дека основата е народната песна и никогаш не би избегала од неа и од традицијата, меѓутоа знам да отпеам и кинеска, знам да отпеам јапонска, знам да отпеам шпанска, знам да отпеам. Кога некој знае да пее, може што сакаш да отпееш. Мене ми причинува задоволство на душата. Што си пееш кога си сама? Кога сум сама не пеам. Не? Не, јас дома не пеам. Не пеам. Многу луѓе ме прашале. Да, нели дали вежбаш, дали пееш? Не. Јас не вежбам и не пеам. Пеам на сцената, се штимам една минута пред пеењето и дури со првиот тон, можеби кога ќе излезам на сцената, тогаш почнам да се штимам или па не знам, можеби Бог ме наштимал, не знам. Да, наштимано. Маестралната изведба на Судбо моја и на носачите на звук и на концертот на 50 години Васка Илиева, каде што Васка те назначува, ти остава аманет, како што се вели, да бидеш, нели, следната Васка. Пред се прво ме поканува да и бидам гостин, бидејќи смета дека некој треба да го продолжи тој пат кој што таа го трасирала. Ја имав таа среќа и веројатно Божја волја да бидам јас таа, да и се поклонам, да и се заблагодарам и да и ветам дека ќе продолжам по нејзиниот пат. Чинам дека досега не скршнав. Не. Од сега не. Не, од сега не. Така да тоа е навистина една голема, но е голема обврска. Голема обврска и со прекарот Национале кој што ми го стаја, значи Суза Национале, бидејќи знаете тоа е убаво, значи нешто убаво, национално. Меѓутоа тоа е многу голема обврска. Тоа што можат другите да го прават, вие не можете, бидејќи сте национале. Да. Значи, имате обврска кон народот, кон сите, односно баш кон целиот народ. Многу албуми снимени, би споменала некој, еве Терирем го спомнавме оној првиот со... Па имаше еден прекрасен албум кој што, за жал, концертно не заживеа, бидејќи мојот пријател Зоран Џорлев
почина. Тоа Виолина беше и виолина глас. и глас. Да. Размислувам за негово обновување, меѓутоа некако без Зоки мене ми е така празно во виолина и глас. Тој беше поканет да биде дел од мојот проект. Тој проект беше на С Национале и со радост прифати. И мислам дека направивме навистина многу убав аудио проект кој е траен продукт. Тој може секогаш да се слуша. Секако. Да. Во С Национале да ја споменеме накратко е продукција која што е лично твоја, отворена. Организатор си, уметнички директор на Лешучкиот фолкфест. Да, меѓутоа со друга продукција, да. Да. Да, со Источник. Мојата продукција, веднаш кога почнав да работам во Танец, во 2013 година. Не дојдовме до Танец, ке ни отиде времето таа. Да, ама ја затворив, а инаку продукцијата имаше направени многу видео емисии кои што се пуштаа на сите локални телевизии низ Македонија со избор на народни песни од сите можни интерпретатори, да, честници. Се викаше Здраво живо домаќини. Така, здраво, да. Точно. Да. Танец е, ако е Сузе Национале одговорност, втората одговорност е Танец. Да, уште поголема. Точно. Солист, првенец на Танец. Какво е чувството? Прекрасно. Нели? Нема. Прекрасно. Не се споредува со. Нема зборови за тоа чувство. Така. Тоа е да сте дел од Танец е едно нешто што е прекрасно. Да се будите и да одите на работа каде што почнувате со музика е уште попрекрасно. Да. Добро, некогаш кога се штимаат зурлите и тапаните кога удираат уште во 9:30 се вајле. Не е пријатно. Не е толку пријатно, ама мене веќе увото ми е навикнато и ми е навистина пријатно. Потоа, да бидете со толку луѓе кои што ја сакаат музиката, кои што ја сакаат играта, песната, па тоа е благодат Господов. И да се оди на турнеја, да се оди на турнеи, концерт. да живеете заедно како едно семејство. Има ли поубаво? Сега скоро ја видов судба мој, која песна ја видов на Танец концертот 3 години стана, можно е да ја пееш или судба моја? Не, тоа беше со војниот оркестар. Мојата соработка со војниот оркестар. Тоа беше пред новогодишен концерт, каде што ја отпеав 3 години стана. Еден прекрасен аранжман на диригентот Горан. И ја обновивме на војниот оркестар, се подсетивме со мојот колега Дејан Николовски Чуле, кој што го рецитираше оној дел во песната Печалбарска балада. Уште си убава бе трено, а јас од печалба се вратив уморен и стар. Нели? Димко. Поточно сите си ја викаат песната Димко. Пред да заборавам и да ни помине времето, би сакал да ти подарам 2 книги. Ова е од Јасмина Николиска Велковска, ова е мојата, еден од моите преводи. Мислам дека ќе уживаш во слободното време. Нема да те видам повеќе. Никогаш повеќе. Преубаво. Тегобност. Зборува за јаки жени, еве како што си ти, како некој што толку години благодарам обстојува на врвот. Дали има песна што не си ја отпеала македонска? Сигурно има многу, имам многу што не сум ги отпеала, но има многу и што ги обожувам, а сум ги отпеала. Како една бистра вода, да сум бистра вода, која што ми е нешто што ме одушевува како песна. И сите други, нели? Киријана, Параходот, Судба моја, не знам уште. Многу песни сум отпеала и многу сум среќна заради тоа. Има уште да се отпее. Има уште. Нашата ризница македонска е навистина многу богата. А и секогаш може нови аранжмани. Затоа сите сакаат да ни земат, нели? Да се земат од кај нас. Да се земат помалку. Но ние треба да станеме малку мудри и да не си даваме туку така. Нели? Сепак да кажеме ова е мое. Зашто во мојата куќа, кога ќе дојде гостин,
не може самиот да се послужи со се, ако јас не го послужам, така? Така. Јас апсолутно се сложувам дека некои песни Затоа се... треба малку повеќе да работиме на случајот да си ги заштитиме, да си го заштитиме нашето културно богатство. Еве, ни кажуваш за заштитата на како богатство, како ризница, а како да ја заштитиме, еве, не само народната и новокомпонираната македонска песна од... Дали мислиш, односно, дека има една промена, еден друг правец во кој се движи музиката во моментов, дека можеби имаме и недостиг на гласови веќе на млади кои што би отпеале? Имаме млади, но малку од тие млади решаваат да ја пеат народната песна, повеќе имаме во забавната музика, нели? Добро, се е тоа убаво, но во народната ние дури немаме веќе ни радио каде што ќе се пласираат и старите македонски песни, а и новите кои што секојдневно се работат. Ние работиме, меѓутоа тоа не се гледа, бидејќи на телевизија не може да го... Ретки се местата кај што може да ги испромовираш тие нови песни, новокомпонирани. Исто така и старите македонски. Немаме радија, има неколку низ Македонија, меѓутоа тоа е премалку за она се што имаме да го пласираме, бидејќи работиме. Луѓето мислат некогаш дека не работиме, бидејќи тоа нема каде да се слуша. А јас дека ме нема долго време сум навистина презафатена со премногу одговорни работи, презафатена, а и со лични работи. Јас имам внука која што некогаш сакам да ја дружам, да ја чувам, со семејството да поминувам време и токму затоа, заради желбата да поминувам време со семејството, бидејќи додека бев млада и додека ја правев кариерата, нема време. Затоа одлучив уште пред 20 години одлучив сабота и недела да бидат мои денови. Односно, јас не пеам семејни прослави, не пеам свадби, крштевки. Да, крштевки, свадби, во кафана не пеам. Значи, сабота и недела се мои денови за моето семејство. И уживам, сакам да патувам, сакам да си направам да ми биде убаво на душата. Дали сум дома или сум надвор од Македонија, мене да ми биде убаво, да не трчам да се спремам, да одам, да забавувам, не дека не го сакам народот, јас го сакам народот бескрајно. Меѓутоа, наоѓам еден друг начин да се дружам со народот и да му ги отпеам песните на тие концертни активности, на манифестации, на своји концерти. Со еден збор како би се опишала себе? Како? Суза или? Јас не ни размислувам на тоа каква сум. Кажуваат другите дека сум била преголем другар, несебична, внимателна, човек што сака да помогне и сака да се дружи и некој што сака премногу да пее. Јас премногу ти се заблагодарувам за учеството, уживав ептен. Се надам дека сите гледачи ќе уживаат и за крај да не поздравиш и да ја одјавиме емисијата. Добро, да кажеме дека сите ние би сакала да бидеме подобри христијани, да не само во црквата, туку и општо во душата и во животот, во околината. И во своето срце да носиме светлината Божја и да ја осветлуваме темнината. Треба да кажем. Ти благодарам. Да. Беше вечерува со нас Сузана Спасовска, пејачка, солист првенец и на танец. Токму така, да се опстане на естрадата, многу години не е мала работа, но тоа е тоа што го има Сузана во себе. Ја носи светлината и ја осветлува онаа темнина која што некогаш надвиснува над нас. Како и неа би сакал и ние да негуваме македонската музика и да ја оставиме на сите генерации што доаѓаат по нас. До следната емисија на Трафика ви посакувам убави и срекни денови.